Раководството на најголемото Струшко основно училиште браќа Миладиновци, кое на своја рака и противзаконски наставата во второто полугодие ја спроведува онлайн поради реновирање на училишната зграда, не го спроведува решението на Државниот просветен инспекторат да ги врати децата во училишните клупи и покрај укажувањата дека тоа се коси со Законот за основно образование. Просветните инспектори пред една недела повторно направиле контрола. На 23 февруари оваа година извршен е контролен инспекцијски надзор со кој е утврдена фактичка состојба и согласно истата донесен е инспекцијски акт решение со наредба. По истекот на рокот за извршување на инспекцијската мерка, односно по добивање на известување од страна на училиштето за извршување на инспекцијската мерка, во Државниот просветен инспекторат ќе биде извршен контролен инспекцијски надзор. Родителите 3 месеци бараат да се најде решение. Ако трае вака како што траат работиве, нема да биде до крај на школската сезона. Мислам дека треба да се преземат мерки. Има доста објекти празни каде што може да се носе децава, мајски цвет или школово Јосип Броз Титов втора смена таму е празна. Треба да се најде решение, треба начини да се најде да не ги оставаме децата вака како што е. Од Министерството за образование се огради од одговорност. Министерот Чакири изјави дека тие не давале согласност за организирање на онлайн настава и дека не биле одговорни за воспитно-образовниот процес во училиштата низ општините. Смешно и жално е министер за образование да даде таква изјава. Значи, министерот за образование не го има прочитано ни Законот за основно образование и не знае кои се неговите надлежности. И ние како советничка група побаравме од директорите на основните училишта кои спротивно на закон воведуваат настава онлайн со одлука на училишниот одбор да си поднесат оставка од функцијата директор. Директорката пак на училиштето Албана Жута не уверуваше дека градежните работи ќе завршеле најкасно до 10 февруари, но ништо од тоа. 650 ученици од 6 до 9 одделение учат од дома, а оние помалите од 1 до 4 одделение посетуваат комбинирана настава, односно за нив наставата се одвива во 3 смени. Децата се изгубија, а ние не можеме да фатиме ред, се жалат родителите кои повеќе се во училиштето отколку дома. Денот ни минува билат во разнесување на децата.